обвинетиот Анџело Георгиевски. Му ги задава првите удари и тоа токму во главата, од кој оштетениот, кој бил спортист и физички силен, веќе паѓа на земјата и понатаму е во безсознание, што само по себе, како што претходно е потенцирано, зборува за силината на овие удари. А доколку не биле овие удари, не би следувале ниту останатите действија кои потоа следеле. По падот на оштетениот на земја, следува крајно упорната Клементина која продолжува и во неколку наврати со неколку удари го удира оштетениот со нога во главата и градите. Судот во насока на отежнувачки околности го ценеше однесувањето на тројцата обвинети по стореното дело, кои ниту пред екипата на итна медицинска помош не пријавува дека тие му заделе удари на оштетениот и во кој предел од телото, ниту пак настанот го пријавуваат во полиција критичната вечер. Обвинетата Клементина воопшто не презема никакви действија ниту на пружање помош на оштетениот, а обвинетиот Анџело по настанот се дава во бегство и извесен период бил недостапен за органите на прогон. Во склоп на сите овие околности, судот, согласно член 123, став 1, во врска со член 22 од Кривичниот законник, како и одредбите од член 4, 32, 35 и 39 од Кривичниот законник, обвинетиот Анџело Георгиевски го осудува на казна затвор во траење од 18 години, во која казна, согласно член 47 од Кривичниот законник, му се засметува и времето поминато во притвор, сметано 13.4.2022 година. Обвинетата Клементина Левковска, судот ја осудува на казна затвор во траење од 18 години, во која казна, согласно член 47 од Кривичниот законник, и се засметува и времето поминато во притвор, сметано од 8.4.2022 година. Обвинетиот Андреј Костовски, судот го осудува на казна затвор во траење од 16 години, во која казна, согласно член 47 од Кривичниот законник, му се засметува и времето поминато во притвор,